Реформата во Европската Унија е приоритетна и најпотребна во моментов, истакна францускиот претседател Емануел Макрон при неговата посета на Белград минатата недела и го остави проширувањето настрана. Но истовремено, европеизацијата, односно реформирањето на Западен Балкан, е процес кој може да се одвива паралелно. Со ваквиот став се согласува и македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров на панел дискусијата за приоритетите на финското претседавање со Советот на Европа во организација на Институтот за демократија, за подготвеноста на земјава, за почеток на преговорите и за членство во ЕУ. Димитров кажа: Are we ready to join the European Union today? Absolutely not. Admittedly, we still make mistakes, and we still have a way to go to become a functional European democracy, with an economy that can compete with the market forces of the European market. But are we ready to start the journey and to use the tool, the best reform tool available, and this is the accession process? Absolutely yes. I think that we have done an obvious U-turn at home. This country learned its lessons. Дека земјава ги спроведува реформите, дека е подготвена и понатаму да работи и да ги започне преговорите, уверува и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Евентуалното недобивање на датум за почеток на преговорите во октомври ќе биде на штета на двете страни, смета Османи. Therefore, the government is focused on the preparation for the next phase. We adopted the acts establishing the negotiation structure. We are strengthening the administrative capacities, working on strengthening of the mission in Brussels, the cooperation with civil sector, etc. Но неуспехот е една од опциите, и тој неуспех ќе има последици за сите. Тоа ќе значи длабоко разочарување на сите нивоа во општеството и ќе биде пораз за европските политики во земјата. Ќе биде многу тешко да се задржи европската иницијатива ако не се исполнат очекувањата на граѓаните, рече Османи. Новото раководство на ЕУ во следните 5 години ќе има неколку цели: да ја направи унијата посилна, пофункционална, прилагодена на новата интернационална реалност и истовремено подготвена и да прими нови членки, рече евроамбасадорот Самуел Жбогар. Иако се уште се чека одлуката за датум, вашата земја го започна своето европско патување, вели Жбогар, а тоа го чувствуваат и граѓаните, но и го призна Европската комисија во својот последен извештај, во кој го забележува напредокот во клучните области. That's why I'm saying that the journey has already started, and is beginning to show results. Because end of the day, getting a date or getting to open chapters or entering European Union are just tools on the way of changing the society and improving people's lives. It's not about going to European Union, it's about European Union entering or bringing European Union home. Time of change of the guard of the presidencies is, as I said before, time also to look ahead. So on our side, we are hoping, and I agree here with Minister Dimitrov and Deputy Prime Minister Osmani, we are hoping for a decision of Member States in October. But on your side, you should continue to deliver reforms. And together with your citizens, we are eager to see further reforms in judiciary, the rule of law, and fight against corruption. За изјавата на новата претседателка на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, дека Северна Македонија е светол пример, а вратите на Европа ќе бидат отворени за Западен Балкан, Жбогар вели. It is encouraging that one of the big priorities that she's putting forward is also the enlargement, which goes, of course, in parallel with making European Union stronger and better functioning, so that it will be able to adopt new members once the candidates are ready to be accepted. Проширувањето беше високо на агендата на романското претседателство и покрај сложениот контекст на случувањата во Европа, истакна романскиот амбасадор во земјава. Тој се надева дека Унијата ќе го одржи своето ветување кон земјите од Западен Балкан. We are glad to have seen that the June General Affairs Council conclusions on enlargement adopted under our presidency remained in the spirit of the engagement already assumed last year by the EU member states. Avoiding backward steps is essential, and we hope that the next evolutions will confirm EU's will
and ability to keep its promises, as well as in maintaining the necessary level of enthusiasm in the region. И финското председателство ќе го има на дневен ред проширувањето на ЕУ, како дел од поголемата агенда за гарантирање на мирот и просперитетот на континентот. Но Северна Македонија мора да продолжи и со реформите, а ние ќе бидеме тука да го поддржиме незиниот напредок, рече и финскиот амбасадор Кимо Лагдевирта. Напредокот на Северна Македонија на патот кон ЕУ зависи пред се од исходот на реформите кои се имплементираат досега и оние кои треба да се имплементираат во следниот период, беше еден од заклучоците на панел дискусијата.